Ова е учество на фестивалот Моноакт во Приштина, фестивал со голема традиција, 18 години поред се одржува, интернационален фестивал. На овој фестивал земаат учество актери од цел свет. Специјализиран фестивал е за монодрама, значи учество имаат само монодрами. Она што е специфично е што фестивалот трае 5 дена и во текот на цел овој период актерите се таму. Имавме можност да присуствуваме на најразлични работилници, да се запознаваме меѓу себе и да ја запознаваме културата што ја градат во Приштина, сето она што го има таму, да ги запознаеме нивните природни убавини, цела една фул програма за запознавање на театарската уметност и споделување на нашата култура и на нашата театарска уметност. За мене тоа беше најголемиот подарок што може еден актер да го добие, бидејќи имав можност да разговарам со актери од Колумбија, од Италија, од Франција, од Албанија и секој еден од нив си носи различно школо, различен поглед и тоа е нешто кое што едноставно е многу важно за еден млад актер, особено нели како што сум јас. Оваа представата Прво лице иднина ја работевме со Драгана во 2019 година. Значи тоа се 7 години од кога е направена представата. Јас пораснав низ представата, заедно со мене порасна и представата. Тоа е предноста на монодрамата. Можеш да ја менуваш, да ја надоградуваш, да раснеш со неа. Така што навистина е не би рекла тешко, туку возбудувачки и предизвикувачки да се работи монодрама. Она што го направи Моноакт за мене ми покажа да се влюбам во монодрамата како дело, како театар и да почнам да истражувам многу повеќе и верувам дека на тоа ќе се насочам во следниот период, бидејќи да бидеш сам на сцена значи да носиш многу товар на себе, но во исто време да научиш како да ја канализираш својата енергија и публиката да ти биде партнерот, всушност да биде некој за кој што ќе играш и со кој што ќе играш. И за мене тоа е исто така нешто многу важно. Од особено значење ми е дека публиката ја разбра представата и тука и во Хановер, без разлика на тоа што тука игравме на македонски немаше превод, публиката ја разбра представата, ја разбра емоцијата и всушност тогаш ја разбрав јас суштината на театарот, вака на дело ми се покажа дека една представа треба да разбуди нешто кај публиката и без разлика на кој јазик и да говориме на сцена, публиката тоа го чувствува. Впрочем, јас кога бев публика кај некој од представите кои што имав можност да ги погледнам на фестивалот, исто така реагирав. Учеството на било кој меѓународен фестивал е од огромно значење, без разлика дали станува збор за монодрама или фестивал во кој што се учествува со големи театарски ансамбли. Посветеноста, организацијата и фокусот на организаторите, но и фокусот на самите учесници, бидејќи се знаеше дека таму сме за фестивалот. Таму сме затоа зашто приоритет се работелниците, состануците, изложбите. Приоритет се представите, се зборува за представите, се работи на представите. Значи едноставно целосно уметничко доживување. Секој ден беше посветен на денот на артистот кој што таа вечер настапува. Пример, настапува актерката од Колумбија со представата Поруна Банана. Едноставно сме фокусирани таа да изведе најдобро што треба представата, значи помош, било што и да е потребно, во исто време и да научиме зошто и како е направена таа представа и што е инспирирало неа да ја создаде таа представа и да ја покаже на публиката. Така што има многу што да се учи, многу што да се преземе. Едноставно сметам дека гостување на било кој меѓународен фестивал е од големо значење, бидејќи тоа ни помага да раснеме индивидуално, да раснам јас како актер, да расне ансамблот, но и театарот целосно, не само македонскиот, не само кумановскиот театар, туку општо македонскиот театар. Така што за мене навистина прекрасно искуство. Продолжувате активно со кумановскиот театар, да. Неколку дела?
Така е, продолжувам активно на сцената на Кумановскиот театар. Во наредниот период подготувам некои идеи кои што се во разработка, така што ќе се гледаме тука почесто на оваа сцена. Мислам дека и представата прво лице еднина повторно ќе се игра за кумановската публика, но нели сега е летен период да видиме што како ќе биде, па ќе ја ставиме на репертоар.